لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Počitovani braća, počitovani sestri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da li nekoga smo se zaprašale kakva ličnost bil pratenik od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Da li nekoga smo se zaprašale kako funkcioniral vo njegovo to sekojdnevije? Kako živel, kako jadel, kako spijel, kako se dvižel, kako klanjal, kako komuniciral s lugeto? I zašto Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, počitovani moji, proglasen od strana na legitimni i priznajeni istoričari, nemuslimani, proglasen za najvlijatelnata i najvpečatljivata ličnost u istorijata na човештвото. Ние муслиманите го поседуваме најголемото богатство, а тоа е присуството на Мухамед салалаху алейхи ва селем меѓу нас, дури и сега кога веќе не е жив, меѓутоа неговото дело, неговите зборови, неговиот начин на кој што ја практикувал верата, неговиот начин на кој што го ширел зборот Господарев субханаху ва таала, се уште живи. И како да ги гледаме пред себе, како да го гледаме Мухамед салалаху алейхи ва селем да се движи меѓу нас. И така треба да го доживуваме пејгамберот салалаху алейхи ва селем. Но, на голема жалост, како резултат на некоја наша обштествена будалаштина, како резултат можеби на некоја наша немарност, ние муслиманите денеска самите погрешно сме се едуцирале, самите погрешно сме се воспитувале. И дури и тоа неубаво воспитување сме го пренеле на нашите помлади генерации. И затоа можете да видите дека муслиманите денес се врвни познавачи на имињата на најпознатите пеачи во светот, се врвни познавачи на најпознатите глумци во светот, се врвни познавачи на најпознатите фудбалери, спортисти во светот. Меѓутоа, ако застанеш некого од нив и ако го запрашаш за полното име и презиме на пејгамберот Мухамед салалаху алейхи ва селем, нема да добиеш одговор. Напротив, неволјата и несреќата да биде уште поголема. Дури некого во џамија да го запрашаме, можеби и тој ќе се посрами, не знаејки да го каже вистинското име и презиме на Мухамед салалаху алейхи ва селем. Тој феномен во кој што ние се давиме, нема никако да ни помогне да се приближиме кон вистинското и правилното разбирање на исламот. Напротив, само ќе не оддалечи од она што ќе не приближи што треба да не приближи кон Господарот салалаху алейхи ва селем. Меѓутоа, да не должам, каков бил пејгамберот салалаху алейхи ва селем во неговиот секојдневен живот, тоа ќе го збориме инша Аллаху Теала во друга прилика. Меѓутоа, каков бил во Рамазан, почитувани мои, тоа е прашањето. Пејгамберот салалаху алейхи ва селем, ако во Рамазанот бил добар, бил дарежлив, бил позитивен секојдневно, бил секогаш расположен, кога луѓето би го виделе, би си ја повратиле животната енергија, кога луѓето би го виделе пејгамберот Мухамед салалаху алейхи ва селем, сета онаа неволја, сета онаа несреќа, сите оние таги, оние нивни секојдневни проблеми што ги имале, ги заборавале за момент. Зошто? Затоа што пејгамберот салалаху алейхи ва селем зрачел со онаа светлост на исламот, со онаа светлост на оваа вера која што секој од нас треба да ја поседува, макар еден мал дел од неа, за да го оправдаме своето постоење во животот на овој свет. Во описот на тоа како бил пејгамберот алейхи салату ва селам, во Рамазанот стои дека кјане небију салалаху алейхи ва селем фи Рамадани аџваден нас. Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ва селем во Рамазан бил најдарежлив од сите луѓе. Зошто се вели дека бил најдарежлив од сите луѓе? Во друго предание стои дека никогаш пејгамберот салалаху алейхи ва селем не бил запрашан,
Nikogаш ne bilo nešto побарано од него, а тој негативно да одговори. Напротив, секогаш позитивно одговарал и секогаш помагал и секогаш ја пружал својата рака кон оние кои што нешто барале од него. Без оглед дали било во прашање некоја дилема од верска природа или едноставно била некоја работа од секојдневните материјални потреби на муслиманите, потреба која што ја барале од пегамберот Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем. Зрачел како сонце и кога би се појавил помеѓу луѓето знаеле дека вестникот или вестите на добрината веќе се тука меѓу нив. Таков бил пејгамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Самото негово присуство кај луѓето пројавувало и раѓало расположение. И погледнете каков бил. Во една прилика кога еден бедуин, неук човек, не знаел како да се однесува, биде дошол во цивилизација, дошол во Медина и влегол во џамијата на пејгамберот салаллаху алейхи ва селем. И што направил, драги мои? Што направил? Тој се тргнал кон еден зид од џамијата и се помокрил, ја извршил својата физиолошка потреба. Другарите или асхабите на пејгамберот алейхи салату ва селам, гледајќи ја таа постапка, сите станале како еден, да му се осветат, да го натепаат, да ја сочуваат светоста на џамијата. Меѓутоа пејгамберот алейхи салату ва селам станал, ги спречил во таа нивна намера и рекол: "Деу, оставете го, пуштете го. Земете само една кофа со вода и фрлете ја на тоа што тој го направил. Иннема буисто мујасирине волем тубаату муасирин." Навистина вие сте пратени на луѓето да им олеснувате, а никако да им отежнувате. Тако бил пејгамберот алейхи салату ва селам. Секогаш им олеснувал на луѓето, браќа. Никогаш не им отежнувал. Меѓутоа во Рамазан бил прекрасен, светол пример како верникот во Рамазанот, посебно во Рамазан, треба да ја доживее својата духовна трансформација. Да им биде од корист, да си биде од корист на самиот себе си, да им биде од корист на своите, да биде добар со нив, да биде дарежлив, да биде со нив онаков каков што треба да биде, за да ја заработи Аллаховата љубов со својата убава постапка кон луѓето, да биде користен и на себе си, и на своето семејство, и на сите луѓе околу себе си. Тогаш и само тогаш, ако го прифатиме пејгамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селем за ваков пример во нашите животи, можеби ќе заработиме еден дел од довата на тој бедуин, кој што кога видел како асхабите тргнале да го натепаат, а пејгамберот алейхи салату ва селам ги спречил во таа намера. Знаете, драги и почитувани мои, што рекол нешто многу интересно, може би смешно, но преубаво, што ја одразува природата на убавото однесување кон луѓето, посебно во Рамазан. Рекол: "Аллахуме архамни ва Мухаммеда ва ахлук мен дунена." Аллаху мој, смилувај ми се на мене и на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, а уништи ги сите овие останати. Аллах да ве награди со секое добро. Вассаламу алейкум ва рахметуху ва баракатух.